Повеќегодишниот хаос во водостопанските претпријатија во државата од аспект на незадоволство на водокорисниците од квалитетот на услугите, лошата наплата на водниот надомест, пропаѓањето на водостопанските заедници и други дубиози ја натераа владата да тргне по ново решение за функционирање на оваа дејност. Тоа значи да ја напушти досегашната организацијска поставеност на водостопанството и да премине на формирање акционерско друштво со седиште во Скопје. Од друга страна, постоечките 12 водостопански претпријатија, меѓу кои Кочанското, ќе станат негови подружници. Во оние места каде што нема вакви претпријатија или каде што водостопанските друштва покажуваат послаби резултати, можно е да бидат формирани нови претпријатија. Стручњаците од оваа област велат дека една од причините за формирање на новото претпријатие и да се овозможи успешна реализација на најавените инвестиции во водостопанството во износ од 20 милиони евра на годишно ниво во следните 10 години. Со оваа одлука се очекува да се обезбедат можности за инвестиции во сферата на водостопанството, вработување на стручни лица кои ќе бидат носители на процесите на модернизација и реформи во овој сектор, а се со цел обезбедување подобри услови и можности на земјоделците како предуслов за поквалитетно производство на храна. Инаку во наредните 30 дена ќе се одржат повеќе јавни дебати со цел да се направи прифатливо законско решение кое ќе биде доставено до Собранието на Република